Нема пандемии, епидемии, корони и слично кога љубовта кон пливањето е во прашај. Доктор Бошко Илиев по Кавадаречкиот, по маратонот во Крушево, викендов пливаше во Охрид. Докторе, да не кажеш нешто повеќе за третиот годинишен маратон? Па да, ќе ви кажам, пред да ви кажам за третиот, општо ви кажал, добро рековте, во ова тешка година, во ковид ситуација, во ова неповолно лето за многу работи, па и за пливачки настапи, се потрудив да направам неколку маратони, да го одбележам и ова лето, пливачко лето, да кажем, пливачка агенда. По Кавадаречкиот маратон на базентот, успешно испливан 117 пати во чест на Илинден. Како што рековте, пливав наредната недела во Крушево еден маратон во изведба и во организација на Пливачка федерација на Македонија. И после тоа, ова недела сега, третиот маратон од купот, македонскиот куп, значи во Свети Наум, се појавив на патеката на 2,5 километра, пливав солидно, дури доста брзо во рамките на моите можности. 2,5 километра пливав 55 минути и 43 секунди, еден убав маратон, едно прекрасно пливачко и спортско здание и се беше успешно во тој поглед. Само да напоменеме, Пливачката федерација баш заради пандемијата на некој начин конечно и текна годинава над преварувањето на некој начин за пливачите маратонци, професионалци и аматери да ги организира на еден, јас би рекол, куп на надпревар, куп ниво. Да, баш за тоа што јас се залагав долги години за организирање на плејада наши пливачки маратони на нашите прекрасни природни и вештачки езера. Тоа се случува оваа година. Значи, едни скромни, страмежливи почетоци, да кажам, но сепак е добро. Еве, после ова сега Охридскиот, односно маратонот во Свети Наум, не очекува уште еден маратон на Маврово на 29 август и потоа следуваат во септември месец, нешто веројатно се планира и на нашето Тиквешко езеро и на Велешкото езеро Младост. Колку учесници имаше на Крушевскиот, колку учесници имаше на овој Охридскиот маратон? Па точниот број не би можел да ви го кажам, но отприлика 30 до 40 учесници, млади пливачи од скопските пливачки клубови, а на овој сега на овој маратонот во Свети Наум пливаше нашиот прославен маратонец Евгений Попацев, нашиот шампион, така да беше малку и поинтересно. Според вас срамежлива е бројката на учесници или? Па добро, во услови на ова, пак ќе кажам, пандемија, во услови малку и на скептицизам, страв кај родителите, мислам дека и покрај сите превземени мерки, нормално, протоколарни, бројката е задоволителна, доста дечиња се појавија и успешно го испливаа. Се пливаше, како што реков, на 2,5 километра и имаше една друга промотивна трка за уште помлади категории, помлади од 12 години, тоа е трката на 800 метри. Јас пливав на 2,5 километра и сите останати дечиња од возраст од 2002 до 2008 на 2,5 километра. Доктора, за крај, да очекуваме учество на Мавровскиот маратон. Па јас се надевам дека ќе учествувам и повеќе сум сигурен дека ќе учествувам на Мавровскиот маратон, а исто планирам да направам и неколку соло маратони на нашите езера од она замислена моја идеја пливање на сите природни вештачки езера во Македонија. Пред се мислам на езерото Турија во Струмица, Дебарското езеро, па зошто да не и Прилепското, па и едно наше тука во близина езерото Подлес кај Градско.
Инел го носи најбрзиот оптички интернет до вашиот дом.